реакцијата значи на алергенот во основа е имунитетска реакција. И тоа претерана. Значи во тој контекст апсолутно, во тој контекст дискутираме за реакција спрема одреден агенс кој што тело го гледа како антиген, но тој во суштина не е штетен. Тој не може да направи штета во организмот. Не зборуваме ни за бактерија, ни за вирус. Тоа не е странно тело кое што ќе направи штета, меѓутоа нашава реакција на нашите имуноглобулини предизвикува да ние сами си направиме штета на организмот. Во таа насока, модерниве сугестии велат дека е корисно да се засилува имунитетот и уште повеќе да се учи да препознава што е алерген, а што е антиген. Тоа се прави во современиве текови велат дека најкорисен бенефит во оваа насока има засилување на имунитетот преку зголемен внес на пробиотици. И тоа дали се од два типа или млечно киселински пробиотици, има и подсоеви тука, тоа е цела наука. Bacillus subtilis најмногу или пак Saccharomyces boulardii. Зошто? Значи, пробиотиците не се само добри за дигестивниот систем, туку едноставно тие се имуномодулатори, го модулираат, го зголемуваат одговорот на организмот и го учат да препознава што се алергени, што се антигени и како и кога да реагира. Дополнителни компоненти кои што се добри за имунитетот, кои што треба да се знаат и се користат, се пред се витамин D, витамин С, концентрации над 200 милиграми на ден, цинк, концентрации 10 милиграми на ден. Значи тоа се 4 компоненти кои што се корисни, значи за да се засили имунитетот и на тој начин да се намали алергискиот одговор. Така. Меѓутоа во тој контекст мора да размислуваме малку превентивно и подолгорочно. Дискутираме за конзумирање околу 3-месечен период. Значи ние веќе во зима, значи да не биде тоа една недела, две недели. Да, не треба да очекуваме, значи тоа не е лек, не треба да очекуваме дека сега знаете што, ќе се напиеме од ова и нема да има алергија. Так. Многу често нашите луѓе сакаат одма да го решат проблемот, ако може сега со едно апче или нешто. Така, имунитетот е нешто што се гради долгорочно, затоа велам, во зима свесни сме дека ќе дојде проблемот, ние имаме проблем со алергија. Почнуваме уште од јануари, февруари, март да се припремиме или од декември да се припремиме за алергените што доаѓаат. Втора работа што е важна, исто така, бидејќи кога зборуваме поготово за овие цветни алергени, корисно е да се внесуваат и природни производи на кои што не сме алергични, меѓутоа имаат конотација. Мед, ехинацеа, прополис и така натака. Со нивното внесување, дали во формули комбинирани, дали индивидуално, ќе направиме привикнување на организмот и поблага или можеби со одреден период и никаква реакција. Меѓутоа тоа е еден процес и секако зависи до каде сме стигнале ние со алергиите. Дали зборуваме за сезонски алергиски ринит, например, или за хроничен. Затоа не треба да се игнорираат овие појави, поготово кај младата популација. Ако ние ги игнорираме и не ги третираме сезонскиве алергии, не преземеме соодветни активности, тие може да станат хронични, па после тоа ќе ни го квалитетот на живот драматично наруши во текот на целата година. Тоа веќе нема да биде важно дали е есен или е лето или е зима.